Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, одговорност на опозицијата во Република Македонија е да биде конструктивна. Но уште поголема одговорност е на власта да биде конструктивна. Би сакал да потсетам дека досега пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија до Собранието на Република Македонија имаат доставено 13 закони. Ниту еден досега не бил разгледуван од страна на пленарната седница на Собранието на Република Македонија. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија имаат доставено барање за разгледување на 4 информации, кои што се однесуваа на пожарите во Република Македонија, на договорот со Бугарија, на проблемите кои што се јавија со здравството, односно со случајот во село Симница. Ниту една од информациите досега не беше разгледувана од страна на Собранието на Република Македонија. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија доставија и 6 интерпелации, за кои што гледаме обиди парламентарното мнозинство и господин Талат Џафери да најдат начин да не бидат разгледувани во нормален временски размав, се со цел да ги заштитат министрите кои што несовесно и лошо ги обавуваат своите функции. Пред неколку дена господинот Тунтев, координатор на пратеничката група на СДСМ, кажа дека законите кои што ги поднесле во редовна постапка ги повлекуваат и ги поднесат како закони во скратена постапка. Ако власта сака конструктивна опозиција, има основна одговорност таа да биде конструктивна. Затоа денеска најавувам дека 3 од нашите 13 закони кои што веќе се поднесени во редовна постапка во Собранието на Република Македонија, денеска ќе бидат поднесени, односно веќе се поднесени, со барање тие да бидат разгледани по скратена постапка. Дозволете ми да ви кажам кои се тие 3 закони, а се однесуваат исклучиво како закони од интерес на граѓаните на Република Македонија. Прво, предлагаме Собранието на Република Македонија на денешната седница да го разгледа и да го донесе по скратена постапка предлогот на закон за дополнување на закон за исплата на плати во Република Македонија, предложен од пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, со кој закон ќе овозможиме 5% зголемување на платите на наставничкиот кадар, професорите на факултетите, воспитувачките во градинките, негувателките, техничкиот кадар во училиштата, докторите, медицинските сестри, техничкиот кадар во здравствените установи, 5% зголемување на плата на полицијата, на војската, на вработените во сите јавни предпријатија во Република Македонија, на вработените во фондовите, центрите за социјални грижи, агенциите, 5% зголемување на платата на актерите, на културните работници и сите кои што влегуваат во категорија државни и јавни службеници. И тоа 5% зголемување на плата во јануари 2018 година и 5% зголемување на плата во јануари 2020 година. Доколку на СДСМ му е од интерес граѓаните, тогаш нема никаква причина и овој закон денеска да биде ставен во постапка, во скратена постапка и денеска да биде изгласан. Вториот закон, кој што денеска ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе го предложи, односно веќе го предложи по скратена постапка, е предлог на закон за изменување и дополнување на законот за извршување, подготвен од колегата Панчо Минов, но поднесен од сите нас, со кој што предлагаме драстично изменување во делот на законот за извршување, со што ќе се намалат превисоките трошоци за извршување кои што ги плаќаат граѓаните на Република Македонија. Овој закон ќе се однесува на околу 300.000 граѓани на Република Македонија, со кои што ќе им помогнеме сметките, односно процесите и предметите за сметките за струја, вода, телефон и други комунални услуги, да не можат трошоците во процес на извршување и наградата која што ја добиваат извршителите и каматите кои што би ги платиле по овие сметки никако да не го надминуваат износот на главниот долг. На тој начин ќе се ограничат можностите на извршителите на комуналните предпријатија и на другите понудувачи на јавни услуги преку процесите на извршување
да добиваат, односно да симнуваат од сметките на граѓаните енормни средства. Зборувам, ако овој закон Собранието на Република Македонија го донесе денеска, од денеска понатаму, ниту една сметка за извршување нема да може да го надминува главниот долг кој што го имаат граѓаните по основ на комунални услуги. И третиот закон кој што ќе го предложиме по скратена постапка, односно веќе го предложивме по скратена постапка, еден закон кој што претходното владеачко мнозинство во 2 наврати го носеше и беше ефикасен и даваше резултати. Тој е предлог закон за издавање на вредносни бонови ваучери, со кој што предлагаме на сите студенти во Република Македонија, кои што за прв пат се запишани во 3-та и во 4-та година на студии во високото образование, но и на студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби, без разлика во која студиска година се студенти, а нивните семејства немаат просечен месечен нето прилив на средства повисок од 2 просечни плати, односно 45.344 денари, државата Република Македонија да им издаде ваучер еднократен во износ од 18.600 денари за набавување на компјутер и компјутерска опрема. Повторувам, овој закон беше 2 пати носен од страна на поранешното парламентарно мнозинство и даде исклучително позитивни резултати во целиот сегмент. На овој начин ќе бидат опфатени повеќе илјади студенти со доделување на вредносни ваучери за набавка на компјутери и компјутерска опрема. Да заклучам. СДСМ предложи 3 закона по скратена постапка. Кажа дека тие закони се од интерес на граѓаните. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија предлага 3 закона кои што се исклучиво од интерес на граѓаните. Доколку СДСМ на вистина има интерес за граѓаните, нема никаква причина да не ги прифати законите кои што денеска по скратена постапка ги предлага ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. На тој начин единствено ќе го отфрлат сомнежот дека сите закони кои што сакаат да ги протуркаат на брзина имаат единствено популистичка цел во очи на локалните избори. Ако на сите ни се граѓаните во интерес, ако на сите пратеници во Собранието им се потребите на граѓаните интерес, тогаш не треба да правиме разлика кои закони, која партија ги предложил. Ако СДСМ биде конструктивна спрема овие 3 закони кои што ние ги предлагаме, и ние ќе имаме конструктивен приод спрема 3 закони кои што тие ги предлагаат. Фер понуда во интерес на граѓаните на Република Македонија. Го чекаме одговорот од Социјалдемократскиот сојуз.